Почитувани гледачи на регионалната О2 телевизија, ја следите емисијата ТВ Музеј. Овој пат ќе зборуваме за ликот и делото на нашиот македонски истакнат писател, преведувач, романсиер Живко Чинго. Живко Чинго, раскажувач, романсиер и драмски писател, роден е на 13 август 1935 година во Велгошти. Починал на 11 август 1987 година во Охрид. Завршил филозофски факултет во Скопје. Извесно време работел како професор по литература во гимназијата во Охрид, а потоа во Скопје работел во студентски збор Млад борец, радиотелевизија Скопје, во Центарот за политички студии во Скопје и во Републичкиот комитет за култура. Бил директор на Македонскиот народен театар. Бил и член на Друштвото на писателите на Македонија од 1963 година, како и член на Македонската академија на науките и уметностите. Во македонската литература Живко Чинго влегува кон крајот на 50-тите години на 20-тиот век. Уште во своите први раскази објавени во периодиката, тој го свртува кон себе си вниманието на книжевната јавност. Првата збирка раскази Пасквелија, издадена во 1961 година, била дочекана како литературно откровение. Таа навестува голем мајстор на расказот, еден од водечките имиња на оваа раскажувачка форма. Неколку години подоцна, во 1965 година, овој автор ја објавува и втората книга раскази Нова Пасквелија, која го повторува големиот успех на првата книга. Во 1966 година Чинго го објавува романот за деца Сребрени снегови, а во 1971 и својот втор роман Големата вода, по која е снимен и истоимениот филм во 2004 година. Книгата Раскази Влюбен дух овој автор ја објави во 1976 година на српско-хрватски јазик. Сите овие 5 прозни дела го сочинуваат јадрото на неговото твориштво и го потврдуваат Чинго како автор со својствен раскажувачки свет, исклучителен по својата оригиналност, едноставност, со својата поетичност и непосредност, со својата раскажувачка драматика. Неговото твориштво е високо вреднувано од македонската и пошироката литературна критика, а неговите дела се преведувани на српско-хрватски, словенечки, албански, руски, на полски, француски, унгарски и германски јазик. Велгошти е родното село на еден од најистакнатите македонски писатели и романсиери Живко Чинго. Тука со мене е Ѓоко Чинговски, кој што исто така роднина на покојниот писател Живко Чинго. Како е да се биде роднина на овој наш голем писател? Дали истовремено и обврска, освен што предпоставам гордост? Така, секако, значи, посебна чест и гордост да се биде роднина на Живко Чинго. Исто така, јас сум и директор, знаете, во основното училиште Живко Чинго, што ми представува посебна чест и задоволство, бидејќи го носиме неговото име. Сега, кога би зборувале за Чинго, значи, треба многу време, многу труд и енергија. Јас ќе дам еден осврт, значи, онака како ние, велгоштани, како воопшто Македонија, како народот, гледа Живко Чинго. Значи, посебноста на Чинго не е само неговиот талент, неговото вешто перо и онака како гениален ум што тој доаѓа на нашата сцена. Знаете, вие самиот Чинго, кога неговата проза е фактички бран што носи све. Тој со еден поглед, значи, со перото, ви го отвора целиот настав, дека подоцна ги детализира ликовите и така натаму. Него големината на Чинго исто така е во поврзаноста со својот народ. Чинго целиот свој живот твори и живее за својот народ. Тој самиот во едно интервју за новинари во тогашното време ќе каже, значи, да се биде поврзан со живата вистина на својот народ за секој писател е неизмерно богатство. И тој самиот е постојано очи во очи со изворот на вистината, значи со својот народ. И тој исто така ќе каже, значи, за оние уметници што се талентирани, најголема казна е ако замижуваат пред сегашноста. Тоа е за секој автор, а посебно вика за тие што се талентирани. Што сака со тоа да каже Чинго? Сака да каже дека самиот уметник треба да живее, да твори за својот народ. Тоа ќе го гледате и ќе го видите и во сите негови дела, почнувајќи од Пасквелија која издава 1960. Тоа знаете така, тој се доаѓа како еден бум во современата тогашна јавност, значи знаете еден нов стил
едно ново нешто, едно освежување го донесува Чинго. Пасквелија е после подоцна и нова пасквелија, значи плодотворно се покажува дека она што го започна Чинго трае и продолжува. И сега, ако го гледаме пасквелија со самиот настан пасквелија, Чинго ја создава на своја земја, односно пасквелија и пасквеличани, што би додал и големиот, знаете, амбасадор и драматург господин Јордан Плевнеш, што е во Сорбона во Франција, тој го нарекува земјата на Чинго. Значи, тоа е баш таа земја на Чинго што тоа твори и ја плодотворува и постојано ја додава, ја надградува и сите тие нешта. За да го разбереме Чинго, треба да го разбереме времето во кој Чинго живее. Значи, тоа е време на постокупација, време на миграција, печалбарство, колективизам, го пише исто и периодот на окупацијата. Сите тие превривања на македонскиот народ, на македонската душа што се втиснува, што се бори, тоа го дава Чинго во своето творештво. Сега ке речеме, значи, до вчера излегле луѓето, пасквеличани ги избркале непријателите од шумата. Сега тие треба да се борат со самите себе. Знаете, како што тој ке каже во еден од своите ликови, сега засенува славата на Свети Климент. И буквално, сега се јавува некое ново време. Знаете, творештото тогаш, што било луѓето живееле за адетот, живееле со некои традиции, живееле свето, сега треба да менуваат нови настани, нови начини на живот. И тоа нагло, знаете, нагло не садени. Како, па видите, значи, ако до вчера се слушал Бог и се слушало тие традиции, родителот и така натака, дали родителот сега ќе му најде зет на својата черка, сега треба да ја праша младинската, или треба со тој еден потек тој го кажува, треба како ќе каже партиската. Со таа метафора, значи, Чинго опишува све. Значи, сега се нови времена, нови настани. Чинго не ги дава противречностите, баш напротив, таа агонија што проследува низ тие ликови кај Чинго, тоа се гледа цело време. Али ликовите кај Чинго постојано се борат. Тие се борат и во миграциите, и во печалбарството, и не застануваат. Значи, секогаш има некоја нишка на надеж и некоја искра што ја опишува и што ја дава Чинго. И тој хронолошки и социолошки не ги реди ликовите, него со еден посебен уметнички сенс, чиј сенс, значи, го поседува мајсторството само еден гелијанец како што е Живко Чинго. Тој, видите, страда со својот народ во неговото творештво. 20 години Чинго се бори со миграциите и печалбарството. Тој нивите на кои што стоеле плакатите каде се продаваат, тој ги вика надгробни крстови, значи надгробни споменици. Тој баш душата ја опишува на селанецот, кој до вчера бил во селото, сега е приморан да мигрира во град. Али тој не знае што го очекува во град. Знаете, кога најнуш нешто нагло се прекине, тоа душата дури да се смири, дури да најде своји патишта на екзистенција и живот, не е така лесно и едноставно. Баш за тие работи во тоа време пишува Чинго, во едно време каде што, да не речам, било малтени опасно за пишување и творење, али тој тоа храбро го дава како еден борец и стално е на браникот на својот народ. Не само миграциите, него печалбарството што го опишува исто така Чинго е едно од феномените што него го обседнува. До вчера, значи, живеел мирно во својот селски живот. Сега, значи, нашиот селанец не оди ради некои авантури или да го запознае светот или ради некои скриени богатства, него едноставно затоа што тој е приморан да оди во Австралија преку океаните, да се среќава со низа проблеми, и како што додава писателот, тој е откорнат од својата душа, од своето тело, од своето гнездо и од својата земја. Она што се случува таму, веќе се случуваат некои други нешта, некои одродувања и така натаму. Али сепак и во таа агонија што преследува кај Чинго има една нишка светлина, кај него секогаш ликовите се борат, значи не застануваат, не умираат. Наспротив, викам, сите овие описи, страдањето што се случува, умирањето на еден селски живот и породилните болки што се јавуваат во тоа време на еден друг нов живот, значи сето тоа, тие контрасти што следуваат, толку мајсторски и наративно го опишува Чинго. Видите, во неговата проза ќе видите посебен стил, тоа може, значи, да се чита на глас, затоа што и може да се нарече и поезија во проза. Уметничкиот сенс кој го има Чинго и наративната моќ, можеме да го гледаме и во неговите раскази. Тој, значи, може со еден потек, во било кое време и кога сака да напише расказ или роман.
Али тоа не значи дека тој не се осеќа одговорно и не ги работи одговорно своите ликови, баш тоа се приметува во пожар, каде што се навраќа повторно и повторно на своите ликови, сака да ги малтене да ги усоврши. Значи совршенството што го бара Чинго, тој го бара цело време. И за жал неговата, значи, прерана смрт доведе до тоа што е, иначе не знам и кај би бил крајот на таа плодотворност на Чинго. Како што ќе рече и Ниче, знаете, неговите дела вика гениалецот се раѓа стотици години се гради, излегува, значи, како експлозија на сите тие страсти втиснати што ги носи народот и тоа е постар од сегашноста, затоа што е и чувар на иднината. Тоа се работи и за Живко Чинго. Големината на Чинго ќе расте со годините, и то светски размери, знаете, тој е преведено на 30 јазици, малте германски, амерички, така натаму. Значи, неговата големина не престанува со годините и ќе расте големината на Чинго, и поготово за македонскиот народ, затоа што тој е одлика на нас. Значи, свајчајќи го и читајќи го Чинго, ние ги свајчаме и го доживуваме времето во кое живеел Чинго, во кое живеел нашиот народ и со она баш тој што се спротивставал толку вистински и реално ни го прикажува и ни го опишува писателот Живко Чинго. Дали беше тој борбен, исто како што нели ги става, ги пишува ликовите во неговите дела? Така. Видите, значи Чинго беше една маркантна личност со ведар дух. Тој имаше во неговата душа една посебност. Тој можеше да ги сплатува луѓето. Јас би рекол, не само јас, него и воопшто фамилијата Чинговци. Докога беше Живко Чинго, значи ја сплатуваше и ја здружуваше цела фамилија Чинговци и правеше едно единство. Кога разговара со други уметници од Скопје и така натаму, тие вика не само што вас го сплатуваше Чинго, таа дарба тој имаше насекаде. Во Драмскиот театар како директор ги сплатуваше луѓето. Вика 700 души вработи на тогашно време во Драмски театар. Тој беше дух и душа што на секој чекор и сакаше на секому да му поможе. Борбеноста на Чинго се одликува со она што тој се спротивставува на едно време на живеење, на едно потиснато и со жигови тиснати души, дека и баш е тој правото сведоштво и сведок на она што се случува. И тој не случајно, значи, пишува во своите раскази во прво лице еднина. Значи се поставува како лик во прво лице. Зошто викам не е тоа случајно? Затоа што со тоа вие многу не можете да менувате во настаните во расказот, него едноставно како сведок се појавувате и одлучувате онака како ќе се одвива. Значи без многу вие да влијаете, едноставно како вид на сведоштво. Тоа е големината и тежината, тоа исто и Достоевски го применува во своите романи, али затоа добивате една психологија посебна, значи во тоа творење. Тоа е Чинго. Борбеноста има до крај. Што се случувало во тоа време, какви тој имал притисоци, ние и ден денес не знаеме. Иначе за Велгушти тој представува посебно значење, тој е икона за Велгушти Живко Чинго и не случајно овде имате спомен плачата што е поставена. Кога е подигната оваа спомен плоча во манастирскиот комплекс Света Петка? Така, па има доста години, са точно не се сеќам, донација од господинот Рамковски е таа спомен плоча со негови стихови лик, а битно значењето што велгоштани го дават, што е баш поставена во самата црква Света Петка. Знаете, кога почина Живко Чинго во 87 година, од тогаш па натаму се прославува неговиот роден ден. Тој е на 13 август роден, а на 11 август е починат. И тога се славеше овдека, тој е таа манифестација и тој настан, додека подоцна долу се направи плоштадот со негова биста и сега вечер на Живко Чинго се одвива секоја година 13 август. Ова е плоштадот во селото, еден од плоштадите во селото Велгушти, каде што се одржуваат голем број манифестации, меѓу кои и вечерите на Живко Чинго, кои традиционално се организираат во август, кога е и роденденот на овој наш истакнат македонски писател. Тука е и бистата на писателот Живко Чинго, овде се одржуваат вечерите на Живко Чинго. Така. Значи овде се одржуваат вечерите, ние ги викаме вечери, а всушност е вечер на Живко Чинго и ние цело време, значи како местната заедница и како велгоштани, фамилијата Чинговци, постојано сме набарени да бидат повеќе вечери и да го со можност да го преземе Министерството за култура и да му даде значење на овој наш великан. Бидејќи видите, ние за Чинго и не можеме многу и што да направиме. Чинго многу направил за нас. Значи ја задал за цела Македонија, целиот свој народ и посебно нас велгоштани со тоа што не афирмира во светски рамки.
Понесовме и барање до парламент, до пратеници, и каниме Министерката за култура, академици. Оваа година успеа, значи, да го донесам господинот Јордан Премеш, знаете, познатиот драматург и амбасадор. Нама голема чест се одзва и со задоволство дојде и одржа на посебна прилика и беседа. Истата беседа ја држеше во Сорбона во Франција, така да стварно, вистински во суштина ни направи голема чест. Зошто викаме посебно важно? Знаете, каменот тежит таму каде што се најаве на своето место е најтежок, затоа што Чинго дека е посебно нешто, посебно значение, духот на Чинго. Вие ако не дојдете во Велгошти, нема да ја видите таа што кажува, значи, земјата на Чинго, Пасквели и така натаму, мада тој зборува општо за сиот свој народ. Детството и животот овде на убавите денови Чинго ги поминал тука во Велгошти. Велгоштани многу добро се сеќаваат на него, поготово по старите. Чинго беше еден широк човек со широк дух и тој постојано му посветуваше внимание, значи, на секој човек, не маргинализираше никого. За него не постојаа мали и големи, не само во метафорична смисла мали и големи, него и во физичка смисла. Знаете, затоа тој го создава и романот Сребрените снегови, што знаете тука се обработува првиот училишен ден во селото, така да малата и ситна ген се бори, знаете, со тогашните закоравени мислење дека не треба училиште, дека ето тие све знаат, па дури слепиот Климент ја жали таа кревка ген, па сите деца и помагаат и на крајот, значи, толку се соживуваат со таа учителка што разделбата после тоа тешко им паѓа. Тоа беше Чинго. Значи, тој буквално можеше на едно 11 годишно дете да му посвети со сати внимание и да разговара, природно да разговара, не дека тој нешто се трудеше, него наставно тако беше по природа. И во истиот момент вечерта да појде кај еден 94 годишен старец во Сливово, исто да ги слуша неговите доживувања, соживувања и така натаму. Тој носто беше со својот народ и уживаше. Чинго во секоја своја прилика уживаше да дојде во Велгошти. Знаете, неговата големина можеби повеќе беше во тогаш во Белград и Скопје, да не речам, отколку тука во Охрид и Велгошти. Значи, нието е сега огромно, значи во огромни рамки што наша држава и му должи на Чинго. Не знам зошто до скоро време ова ќе го кажам, че беше маргинализиран Чинго, и стварно не ми е јасно зошто, додека неговата величина во светски рамки се повеќе и повеќе расте. Не знам што се случуваше, сега на моја радост, значи гледам некои промени, академици почнуваат да говорат за Живко Чинго, па ето лани ја прославува неговата 80 годишна од роѓењето, оваа година исто јубилејна, 30 години од смртта на Чинго, тој почина на 11 август, како што кажав. И тоа е точно. И сега, овде пред самиот споменик, овде на времето се направија 3 бисти, значи една биста е поставена тука, и на пред основното училиште Живко Чинго и на градските гробишта, каде што е гробот од Чинго. Така, а вечерта на Живко Чинго ја организира општина Охрид. Така, видите, значи местната заедница никогаш не остави вечерта на Живко Чинго, наше постојано барање, ние со општината, значи имаме соработка и организираме заеднички. Но сепак ќе кажам, е многу скудно и бедно оно што се организира. За еден вако великан треба многу повеќе, затоа што ние македонци стварно му должиме на Чинго. Живко Чинго е награда од литературата што се доделува за најдобар кус расказ. Наградата го носи името на големиот македонски писател и се доделува секоја година во август на денот на неговиот роден ден. Наградата ја доделува општина Охрид. Денес името Живко Чинго го носат повеќе институции во Република Македонија, како и основното училиште во селото Велгошти. Велгоштани го почитуваат ликот и делото на нивниот сограѓанин Живко Чинго. Една од основното училиште во селото Велгошти го носи токму името на Живко Чинго, а во селото има и една улица која што го носи неговото име. Ова е основното училиште, вие сте меѓу другото и директор на оваа образовна установа која што го носи името на вашиот стрико и истакнат македонски писател, романсиер, преведувач. Така, значи мене ми е посебна чест и гордост, во исто време и одговорност, што сум директор на основното училиште Живко Чинго, значи чие име го носи нашиот великан, исто мој роднина, Чичко. Видите, за Живко Чинго, значи, многу може да се зборува, има и многу настани, многу анекдоти. Ке кажеме ли една во оваа пригода? Да, може, секако да. Значи, едно
повеќе пати Живко Чинго ќе напоменеше, ми се лутат, викаше Велгоштани, за она вистината не ми се лутат, него за она имагинативна моќ, што знаете творечка моќ, што мора ликовите да ги разврзе во некое си же и така натака. Зошто е тоа така? Тоа е типично за Велгоштани. Значи, во Велгошти се негува вистината и тоа Чинго беше свесен. Значи, луѓето се склони кон вистината и ја сакаат вистината. И ако му го кажеш тоа в лице, никој нема се навреди. Али ако му измислуваш некои работи, тогаш тие се вреѓаат. Значи, одека се негува вистината, како што Чинго ја негуваше и беше поборник за вистината. Иначе, училиштето годинава прави 141 година од постојање во Велгошти. Почнало од Челиско училиште, од црквата Свети Климент, од 30 ученици, а денеска да достигнено современо, модерно училиште, со кабинетска настава, тач табли и сите нагледни средства што се во современиот свет. И што сме ние посебно горди и драги, исто така како што рековте, ние имаме улица Живко Чинго и не се сеќавам дали на друго место, значи е даен назив, како одека во Велгошти, да има улица Живко Чинго и училиште Живко Чинго. Со тоа, значи, посебно значение епитет му се подава на нашиот великан и тоа е значението што ние Велгоштани го даваме на нашиот голем писател. Се надевам дека ние македонците не само Велгоштани, така, туку и Охриѓани, каде што дело свој живот го поминал, впрочем и Живко Чинго, ќе поработиме малку повеќе и достојно ќе му се должиме на писател за се она што се залагал ние да го имаме денес, се она што оставил како наследство. Секако, значи ние мора да му дадеме значение на нашите великани, пошто тие се една епоха, едно време го представуваат со сите реков своји страсти на својот народ. Давајќи му признание на нашите великани, ние се даваме признание на самите себе. Ви благодарам за одговор. Благодарам и јас, беше драго. Живко Чинго остави белег и во македонската кинематографија. Неговите раскази и драми се сценаристичка подложка за филмските автори. Со подршка на Министерството за култура во Кинотека Македонија беше промовиран и видео омаж за македонскиот романсиер и драмски писател Чинго. Македонската кинематографија и култура се збогатуваат со едно вредно сведоштво, во кое се забележани сите важни биографски, библиографски и филмографски податоци и настани поврзани со животниот и творечкиот пат на големиот Чинго. Видеоомажот посветен на мајсторот Чинго, кој се реализираше со подршка на Министерството за култура, преку нашата национална институција Кинотека на Македонија во режија на нашиот истакнат македонски режисер Љубиша Ѓоргиевски, уште многу години ќе биде едно сеќавање на најдраматичните моменти од неговиот кус и творечки исполнет живот. За навек ќе останат забележани сите осврти и неподелени оценки за творештвото на Чинго, за кој човечката слобода и достоинството и пред се љубовта беа нешта за кои е вредно да се живее. Ја следевте емисијата ТВ Музеј посветена на Живко Чинго, нашиот истакнат македонски автор. Ви благодарам за вниманието.